Со 100 километри по гребенот ќе се одбележуваат 100 години од Солунскиот фронт, дел од акцијата или маршот кој е организиран во периодот од 10 до 15 јули ќе бидат и четворица кавадарчани кои ќе маршираат низ Кожув, Козјак и Нидже. Најстариот од нив е 70 годишниот пензиониран професор, истакнат екологист и планинар Томе Лисичанец. За него ова ќе биде петто поред искачување за кое вели дека не е ни најмалку лесно. Лисичанец во емисијата со повод на КТВ потенцира дека и ден денеска низ оваа стаза има делови и предмети кои сведочат за војната. По оваа патека, по линијата на фронтот, која што јас имам поминато повише од 15 пати, има голем број остатоци од Првата светска војна, иако еве поминато 100 години, уште стојат рови, стојат бункери, стојат по земјата распослани шрапнели, уште понекога недоизгниена конзерва ќе се најде. Кога отидовме првиот пат, најдовме и шлемови, најдовме и чутури алумински, особено француски, и уште ги има горе во планинарското друштво. Така да, значи, нивните потомци сакаат да ја одбележат таа епопеја на нивната војска, во која што учествувавме и ние како бугарски и српски војници. Стазата која ќе ја минуваат учесниците се простира по граничната линија на Македонија и Грција во должина од 120 километри. Истата воопшто не е лесна, предупредува и организаторот. Опремата која со себе ќе ја носат планинарите ќе биде донесена со возила до камповите, а учесниците сами си обезбедуваат основни планинарски потреби. Оваа цела трансферзала да се изоди требат 6 дена. Ако се оди целата пешки. Овдека ќе има едно подобрување што ќе ги пречекуваат со возила, ќе им го носат багажот и вода, ќе ги качат до скиорскиот центар и слично. И за тоа ја кратат, да кажем, ја скратија на 4 дена, од 10 до 14. Но патеката е тешка, затоа особено вака како што ја предвидува, затоа што од скиорскиот центар, кој што е на негдека надморска висина околу 400 метра, до крајот цело време е во качување. Крајот е на 2524 метра кај Макчелан, а значи тука е 1000 и нешто метра, ама 4 дена цело време е во качување. Потоа патеката е зарасната. По граничниот гребен имаше на еден ден патување караули и тие беа поврзани со конски патишта, секаде имаше и чешми за караулите да се обезбедуваат. Меѓутоа тоа напуштено е, сето е урнато, патеките се многу зараснати. Особено е многу долга и многу тешка патеката од нашиот Голубец до Добро поле. Според Лисичанец, неизвестни се само временските услови, често променливото време во овој период од годината може само да ја успори акцијата, но не и да ја прекине истата. Штом веќе сте тргнале, назад нема, вели професорот. Се плаша многу времето како ќе биде. А горе, како знае, и ова лето и доживеа 2 пати ме фати и магла, и град, и громови, и сет. Тоа ќе биде многу сериозно. Луѓето што тргаат нема враќање, ќе одат. Сите учесници мора да имаат на ум дека ќе пешачат по места кои сведочат за големи страдања и уште поголеми јунаштини, па токму поради тоа организаторот апелира дека треба да се внимава и на однесувањето. Нашите предци треба да се гордеат со нас, барем толку колку што ние денес сме горди на нив, додава организаторот на акцијата.